Почитувани, здраво. Денеска е 2 ноември, меѓународен ден за прекинување на незаконивноста на злосторствата против новинарите, но конечно на овој ден може исто така да констатираме дека оваа година е една од најлошите години, бидејќи само во првиот месец на годината, во јануари, имаше повеќе од 5 случаи во кои новинарите беа најдени во тешка ситуација, каде што биле или навредени или е користен лош говор или навредлив говор од страна на премиер, други министри, функционери и така натаму, но и некоректен однос од самите институции. Исто така може да кажеме дека и вториот месец, но и февруари беше тежок месец, бидејќи поради односот кон новинарите требаше представничките институции, како што е Сдруженијето на новинари, но и синдикатот да излегуваат на улица и да го покренат гласот за одбрана на новинарите, но и на сите други медиумски работници. Исто така во февруари не престана лошата навика за однесувањето кон новинарите и цела година може да констатираме дека речиси секој месец или недела имаше некој нов случај. Дали тоа било вербален напад или друг вид на напад кон новинарите и медиумските работници. На оваа тема за повеќе детали денеска ќе зборуваме и со колешка новинарка која што исто така бил дел од напади или закани на како новинар, но и со представниците на новинарите како што е претседателот на Сдруженијето на новинарите Младен Чадиковски, претседателот на синдикатот, независниот синдикат на новинарите господинот Павле Беловски и со Нора Каличи, председателка на Советот за етика во медиумите. Ви благодарам за ова време да може да разговараме за сите наши проблеми како новинари. Филикан, би сега да почнеме да разговараме заедно како новинари. Кое е твоето искуство и кои беа тие предизвици во тие моменти каде се чувствувала како нападната, било тоа вербално или на друг начин? Добро, Мефаиле, ви почнала со личен пример, добро кажа. Има скоро 2 години, без неколку дена, од кога ми се случија 2 случаи во локалните избори во 2021, кога бев попречена во работата од страна на полициски службеник и дополнително не можев да снимам на изборно место, исто така од државен службеник. И за двете случаи се уште нема разврска, значи и да други избори, уште неколку месеци, и председателски и парламентарни, и да се соочиш пак со избори кога уште не си расчистила со случаите од последните избори е сигурно тешко за новинарот, особено што тогаш бев во многу лоша ситуација, беше моментот треба да трчаш со времето и да стигнеш да работиш, да бидеш фокусирана, у исто време да се занимаваш со притисоци, со закани, со попречување на твојата работа и тоа сигурно сите знаеме на своја кожа колку е тешко да се менаџира на терен. За жал, можеби моите случаи, еве во наводници би кажала, биле полесни за менаџирање отколку на моите колеги и колешки кои што можеби имале и проблеми со физичко насилство, и за нив, за многу други нема уште разврска, за жал, и за тоа мислам дека беше една тешка година за новинарите, особено за жените новинари кои што секогаш се малце понападнати би кажала, бидејќи според тоа што сум го видела од пракса, можеби поради нивната природа и можеби бидејќи полесно е да се гаѓаат или да се на моралот да се допираат и секогаш дали преку социјалните мрежи, дали директно, секогаш на тоа ниво се сведува попречувањето на нивната работа и веќе сите знаеме дека имам толку многу примери кои што и не можам да ги набројам можеби у овие 2-3 минути колку што можеме да зборуваме на почетокот, но мислам дека многу е тешко да се биде новинар во Македонија, особено жена новинар, која што треба да се соочи и со предрасуди, и со навреди на социјалните мрежи, и со попречување на работата на терен, особено од мажи, бидејќи досега не сум имала случај во кој што жена, независно во која позиција, ми ја попречила работата, така да мислам дека и малце е во тоа како ние ги гледаме работите како општество, но и во принцип колку
се дало до знаење дека работата на новинарот е света и дека никој не сме да се успели да ја попречи неговата работа. Ево, само уште кратко прашање. Како се може да се чувствува еден новинар, ево, како во вашиот случај, кога веќе после 2 години не е расчистен случајот? Како тоа влијае во секојдневната работа, кога веќе треба истата работа да ја направи? Да. Не случајно спомнав дека за многу кратко време ќе дојдат други избори. И сигурно јас во тоа место на кое што ми се случило тој вербалниот напад од службеникот за време на изборите и тој полицаец сигурно пак ќе го видам на избори. Во Тетово ми се случија двата случаја. Ја мислам дека нема да се осеќам безбедно и слободно да си ја вршам својата работа. Наместо да мислам на тоа како да се спремам за известување, бидејќи нашата работа е јавна и цело време треба да бидеш фокусиран за јавување во живо, треба да си тотално свесен да не мислиш за други работи освен за твојата работа, како известувач, како новинар. Треба да мислиме и на овие технички работи да ги наречам, но жално е што треба пак да се соочиш со луѓето кои што уште не се казнати за тоа што ти ја попречиле твојата работа, а ние уште зборуваме за тоа дека има случаи на хартија кои што ЗНМ, ССНМ цело време реагира за нив, а институциите за жал се уште не ги ставаат со приоритет за да ги завршат. Благодарам. Значи, Младен, имаме лоши статистики и за оваа година, но и наредните години не дека биле многу за фалење. Што конкретно може да се потенцира? Која е најголемата грижа или тоа што како Сдружение на новинари повеќе ве загрижува во однос на состојбата на новинарите и на медиумите во државата? Така е, ова се неколку пункта на кои што можеме да зборуваме, но прво да се осврнеме на ова за што денеска сме тука практично и заради овој ден кој што е против неказнивоста на насилниците против новинарите. Спомена и ти, лоша статистика, да, меѓутоа новинарите не се само статистика, новинарите и снимателите не се само бројки. Тие се пред се глас на јавноста. Токму поради тоа, ние треба да знаеме дека нападот врз новинар, нападот врз снимател не е само напад врз едно физичко лице, туку е напад и ускратување на јавноста да знае повеќе, да дознава повеќе информации за да може да оформи мислење за општествените текови. Значи ова се случува со некаква намера, со некаква цел, практично новинарите да бидат оневозможени да си ја работат својата работа на фер и достоинствен начин. Ако сме веќе кај бројките, да, ќе кажеме, само годинава имаме минимум 4 регистрирани напади, пријавени во полицијата и во обвинителството. Тоа е случаите со снимателот Иван Камчев, кој што за среќа е процесуиран веќе и тоа е прв случај што е процесуиран по новите измени на кривичниот законник со кој што напад врз медиумски работник се води како напад врз службено лице. Тоа е позитивната пракса што треба да ја истакнеме, меѓутоа останува чувството дека треба уште многу да се работи за да се активираат и другите случаи. Имавме исто така напади врз екипа на Алсат во Чаршијата, каде што практично колегите беа нападнати со ножици и тој случај е процесуиран и се надеваме дека ќе има правна разврска и завршница, бидејќи не дај Боже, тоа е навистина сериозен напад, практично со ладно оружје, што може да заврши многу несреќно. Говорот на омраза го спомена Ферикан кон жените новинарки беше исклучително потенциран во случајот исто така со новинарка на Алсат по тоа време, Рита, при што на социјалните мрежи имаше говор на омраза од еден непримерен мал збор, од многу грд карактер кон колешката, пријавене во МВР, се надеваме и тоа дека ќе се процесира. Се разбира, тука не би го заборавил случајот со колегата Огнен Јаневски, каде што навистина директно на телевизија беше навредуван, се беше заканувано, што само покажува дека насилниците во Македонија не се обесхрабруваат. Иако имаме нов закон, имаме некои поместувања, меѓутоа не се обесхрабруваат. Зашто? Затоа што тоа е во свеста на
дел од оваа популација, кога си ги бранат своите ставови, да ги бранат со одземање на туѓото право на размислување и слобода. Тоа не смееме да го дозволиме. И ние како Сдружение на новинари и сите новинари мораме да застанеме цврсто во одбрана на сите наши колеги кои што на било кој начин ќе или бидат нападнати. Она што е позитивно, уште еднаш само да го истакнам, е дека ја поедноставивме онаа процедура која што се однесува на пријавување на нападите и заканите врз новинарите и снимателите и медиумските работници. Имаме контакт точка и во Министерството за внатрешни работи и во обвинителството, каде што на еден многу брз, лесен и едноставен начин сите овие напади можат да се пријават. Но останува на институциите да бидат ажурни и да си ја вршат работата. Во спротивно, таа статистика што ја спомена на почетокот ќе се зголемува, а нема да се намалува, особено што следуваат избори, а во избори обично се зголемува и политичката тензија и на крајот тоа се рефлектира во овој сегмент во известувањето на новинарите на терен. Само кратко што да вам кажавме дека имаме веќе 4 случаи кои што се веќе процесуирани од надлежните институции, МВР, обвинителство и така натаму, но како може да се коментира темпото на одвивање на работата за да се разреши случајот? Федикан кажа дека чека 2 години, сега имаме нов закон, но колку тоа стварно се зема во предвид за да се расчистат случаите и да се намали насилството, наместо да се охрабрат насилниците или напаѓачите кон новинарите, медиумските работници да се повлечат и да бидат повнимателни. Очекувам дека обвинителството и МВР во овие случаи сериозно ќе си ја сватат работата. Така беше на почетокот при процесуирањето на овие случаи, за разлика од порано, кога навистина многу побавно одеа сите тие постапки, сега очекуваме дека тоа ќе се случи. Но додека не видиме резултати, ќе инсистираме и бараме побрзи одговори и побрза разрешница. Павле, синдикатот има голем број на активности во заштита на правата на новинарите и медиумските работници, меѓутоа не може да се каже дека е лесно да се постигнат резултати, не поради ваша вина, туку поради на начинот на кој функционираат институциите, но и тоа колку самите медиуми се грижат за нивните вработени новинари, сниматели и други медиумски работници да бидат заштитени и да бидат безбедни во време на работа. Кој е вашиот коментар или како е моменталната ситуација? Како може да се процени? Одат ли во позитивна полза за сите овие? Ти благодарам, Ефо, навистина е секојаш задоволство и е потреба да разговараме за нашите работи. Кога разговараме за новинарството, нема нешто поцелисходно. Јас моето излагање би го почнал со бројки и би го завршил со бројки, со оглед дека зборуваме за неказнивоста. Јас би поставил прашање на кое мислам дека сите ќе се согласиме во однос на одговорите. Дали повеќе боли некој физички да не нападне или некој од денеска за утре да ја прекине нашата да ни одземе екзистенцијата и да ја прекине нашата деловна кариера, да ни ја прекине кариерата и не одземе работата која сакаме и работиме посветено за надоместок. Ние постојано имаме таа дилема и затоа како синдикат стоиме токму над овие проблеми и се обидуваме да ги поставиме еднакво во рамнотежа двете работи, затоа што ние ако сме нападнати во однос на она што го работиме, во однос на нашите професионални стандарди и просторот за работа, исто толку сме нападнати и во однос на нашите услови за работа, неказнивоста работодавците кога ги кршат законот за работни односи и онаму каде што треба сме заштитени, а не сме, тоа е законот за медиуми и законот за аудио и аудиовизуелни услуги. Меѓутоа, ние кога зборуваме за овие работи, јас се повеќе и повеќе се фрустрирам, затоа што ние зборуваме за нешто екзактно, нешто општо, зборуваме за некои луѓе, зборуваме за некои колеги. И јас навистина покренав иницијатива, како умееме и знаеме, нормално, да изработиме едно обемно истражување, едно длабинска анализа, за да видиме кои сме, каде сме, зошто сме, колку новинари сме ние. Аво му не пребројува.
Ние не знаеме колку медиумски работници имаме во земја. Се ретерира со некоја бројка од 2600 луѓе кои партиципираат. Меѓутоа на дневна основа некој добива отказ или некој си заминува и ја напушта професијата. Се обидовме површински да ги лоцираме работите. 2/3 од оние присутни и млади луѓе кои партиципираат во нашата професија се со примања под просечната плата во земјата. 60% кажале дека воопшто не сакаат повеќе да партиципираат во нашата професија и сакаат да ја напуштат. Тие се тие бројки за кои исто така треба да разговараме. Од друга страна, имаме уште едни поразителни бројки. А тоа е, еве да го земеме, додека излезе истражувањето, го земе фактот дека имаме 2600 медиумски работници во земјава. Само 15% зеле активно учествува и се членови на членските организации ЗНМ и ССНМ. Не ги бројам оние луѓе кои дошле од некаков порив за време на избори, ние такви ни се и електоратот во Република Македонија. Че зборуваме за активни членови кои преку целата година сака да знаат што се случува на овие две полиња. Тоа се условите за работа, работничките права и заштитата и безбедноста на новинарите и стандардите. Така што, од друга страна, скандинавските земји од 85% партиципација на медиумските работници во организациите. Имаме само 15%. И ова го истражуваме зашто е така и многу набрзо ќе има резултати. И затоа тука доаѓаме пак до она, како што реков, другата страна на паричката, тоа е неказнивост. Реков со бројки ќе го завршам се во ова. Ве слушав добро, нормално во текстум со сите случувања. Имаме процесуирани случаи на напади на новинари по однос на кривичниот законник и по однос на законот за граѓанска одговорност. Знаете ли колку имаме процесуирани случаи оваа година на луѓе кои незаконски добиле отказ? Ниту еден. Ниту еден процесуиран случај. Значи, ние не сме отишле пред суд за да докажеме дека работодавачот го прекинал работниот однос незаконски. Не е водена ниту една постапка. И јас ова ќе го оставам за понатака во дебата, затоа што јас не сакам од овде да си заминеме без да сватиме зошто не се случуваат овие состојби. Зошто има толкав страв од пријавување. Години ни треба, децени ни треба да ги охрабриме колешките да пријавуваат напад о сексуално вознемирување. Да ги охрабриме дека стоиме за нив, дека ако се пријавува ќе се крене лествицата на чувството на одговорност и нормално институциите поодговорно ќе ги третираат тие работи. Да не доаѓаме веќе одново во тие ситуации, ајде голема работа те навредиле на Facebook. Ајде ќе си најдеш нова работа. Се надам еднаш за секојаш ќе завршиме со тие состојби. Да не го должам времето, сакам и во таа насока да разговарам. Некоја насока даде, но ево конкретно за тоа. Ајде мислам тоа што е според мене прв чекор. Колку самите медиуми, без разлика дали тоа се телевизии, радија, онлайн медиуми, печатени медиуми и така натаму, имаат некои си концепт или имаат некои си конкретни активности за нивните работници, медиумски работници да бидат заштитени, безбедни на терен, над се безбедни на терен. Дали им плаќаат приватно осигурување, дали им плаќаат посебно осигурување ако одат во опасни терени, настани и така натаму. Дали има барем еден добар таков пример? Го бараш лагот на тортата. Да, ние во нашите редакции, во нашите медиуми, немаме основни услови за работа. Значи, ако зборуваме за медиумските работници, недостасува обновена опрема. Ако зборуваме за нас новинарите, по однос на услови за работа, па ние се мачиме со најосновна опрема, немаме микрофони, немаме соодветни камери, немаме услови за снимање за повеќе намени. Ние имаме минимални услови за работа. Од друга страна имаме прекаријат и во тие услови за работа ние имаме постојан одиме на работа со постојан страв дека можеме и да го загубиме работното место ако побараме повеќе услови за работа или ако побараме подобри плати за нас и ако побараме да ни биде платено она што сме го сработиле, а тоа се прекувремените часови. Тоа е работата која се извршува надвор од работното место над 20 км, зборувам за работи кои се со закон пропишани. Не бараме ние ништо повеќе во некакви си менаџерски договори или дополнителни хонорари. Значи ние се бориме да го оствариме нашиот минимум, да ја поставиме базата за понатаму да можеме барем налик да изгледаме на медиумските екипи од регионот.
Да одиме и со НОРА, СЕМ исто така една важна институција која што нели не можеби не се занимава директно со сите овие работи што ги разговаравме, но етиката во медиумите е една од главните столбови во кои треба да се да се внимава и да се работи. Колку во нашите медиуми може да се види и да се процени дека се работи етично и колку новинарите може би се ставаат во позиција да ги прекршуваат не со нивна волја некои правила или етички правила во медиумите. Па, воопшто, во медиумите сега традиционалните, кога зборуваме за традиционалните медиуми, во последно време тоа нема некој голем прекршок на тие етичките професионалните стандарди, меѓутоа 90% од жалбите што ги имаме во Комисијата за жалби, 90% се насочени на говорот на омраза во онлайн просторот на медиумите и социјалните мрежи, нормално. Тука можам да истакнам дека повеќето, иако се стремат и немат многу храброст жените да пријавуваат такви случаи, повеќето имаме некои случаи, но мислам од тоа што го гледаме и го доживуваме секојдневно во тој онлайн просторот на медиумите што го имаме, гледаме дека у последно време многу е истакнато тоа говорот на омраза и сексистичкиот говор кој што го спомна и Павле дека има такви прекршоци, а исто така би требало да се охрабруваат сите новинари и новинарки што повеќе да поднесат жалби во нашата комисија која што е во составот многу професионална, ги разгледува значи сите случаи и донесува одлука и по таа одлука ние постапуваме понатака. Но треба да се запази тука, како што спомна, веќе негативниот тренд повеќе истакнат во онлайн просторот сега, во ова хибридна ера, како да кажеме дека таму не може ни да се контролира тоа кој како се заканува и како се пушта, тука треба да реагираат и институциите нормално, дека имаме закони кои што треба да се прилагодуваат. Медиуми, мислам дека треба да Имавме последно во време од сериозен медиум. Да ги избришат сите, значи да се избришат, да се реагира на тие, да не се остават значи такви содржини. Медиумите и новинарите треба да запазат на професионалните и етичките стандарди. Значи, треба да запазат и на содржините кои што ги објавуваат, без разлика дали е тоа текст некој или видео објавено, или пак насловот, да не е сензационален, а поготово кога се зборува за теми за жени или теми кои се многу сензитивни за нашето општество и кои што потикнуваат говор на омраза. Самите медиуми треба да запазат на тоа да ги избришат сите тие значи коментари кои што доведуваат до говорот на омраза. Уште полошо, бидејќи е многу свеж случај, ние имавме освен тие сексистички напади и така натаму, имав после еден одреден период кај што беше помирно, може да се каже така, веќе имавме пак се наврати сериозен медиум во државата, национален медиум, во неговиот онлайн простор имаше наслов со етнички навреди или уцени и така натаму. Дали за ова да се среди веќе треба исто така и во оваа насока да има законски измени, како што се обвива во со кривичниот законник да има за заштита на новинарите? Ги следиме тие заедно со ЗНМ и со СНМ, ние реагиравме и за тој случај и за другите случаеви. Исто така имаме постапка за тоа и реагираме. Цело време тука сме за тоа, за да можеме да ги следиме тоа, но треба да се охрабруваат и сите новинари и тие што мислат дека им е загрозено, значи тоа слободниот говор или слободното изразување, или тоа што мислат дека им се да, така да треба да се охрабрува да да поднесат жалби и за да може да реагираме по основ на тие жалби. Медиумите треба да го дестимулираат говорот на омраза, а во Македонија за жал постојат медиуми кои што скриено или нескриено го стимулираат
говорот Затоа што на носи омраза, затоа продуктивност што и тој кликови. носи кликови, носи повеќе читаност, повеќе гледаност или што и да е, или пак некои од нив така мислат и така размислуваат. И тој неодговорен дел од медиумската сцена кон општеството што мора да се позанимава малку повеќе со етичките стандарди. Да, тука треба да се проверат и фактите, нормално, од каде потекнуваат тие информации, од каде им е изворот, значи дали е од центрите на моќ или од политичките партии или било каква цел. Бидејќи зборуваме веќе подолго време користиме од времето и зборуваме казнивост, неказнивост низ призма на регулативите кои постојат. Јас лично сум уверен дека и законот за кој се боревме долго за измените во кривичниот законник за напад на новинари, медиумски работник да биде напад врз службено лице, па и сите оние кои ги имаме понатака во граѓанската одговорност се со цел да превенират. Јас се повеќе мислам дека нас не ни треба некакви си да бележиме ние табели полни со прекршители кои одговарале пред законот. Нас не ни треба нула да стои во таа табела. Нас не треба тоа да оди во насока само на превенција и граѓаните, односно нашата публика и нашите сограѓани да бидат свесни дека се одговара и може сериозно да се одговара ако дојде до такви прекршувања. Затоа што неказнивоста на крајот од денот може да се постигне, односно да се искорени со само еден случај. Јас се уште сметам дека нас не е доволна само една пресуда. Само еден да замине, да биде гонет кривично и да одговара со запретена затворска казна. И нормално сите останати да бидат свесни дека во оваа земја не може повеќе да се напаѓа новинарот, односно слободата на говорот и мислата. Така што не би сакал, јас барем лично, ние да ги стимулираме обвинителството, полицијата, тоа доди во бесконечност, не да имаме процеси долги, мачни, бавни, стотици или јадници, што ќе покажем ние, каква слика за нас. Кратци полиција си играме, се гониме постојано пред судовите. Јас мислам дека нашиот успех ќе биде кога ќе имаме нула напади, нула процеси затворени пред ова. И тогаш пак ќе треба да зборуваме вака и да се охрабриме за понатак. Сепак новинарите меѓу себе имаат добра соработка без разлика кој во каков медиум работи и така натаму. Ферикан може да не каже друг примерок, пошто нели времето брзо ни тече. Друг примерок или позитивен примерок како ние како новинари за тоа соработуваме и се штитиме еден со друг. Но исто така може една реченица да ни каже како идеја како што треба да се направи, дали од сите нас тука што сме и вие како представници на здруженијата, институциите, за да се подобри, да одиме во тоа 0% што кажува Павле. Мислам дека тоа е малце као идеал, али да си го добро е да поставиме. се стремиме кон поставиме, да. Представниците на сите овие три организации сигурно значи мораат да соработуваат меѓу себе. Тоа е едно од АБЦ-то во новинарство, бидејќи сите имаат некоја посебна специфична улога, кои како зашто, кои што се витални за нас новинарите. И еве јас можам од личен пример да почнам. Јас сигурно би имала потреба од сите вас три за како и да бил случај во кој што можеби ќе се прекршат моите права. Но таа солидарноста меѓу новинарите малце мислам дека се уште не ни е на завидувачко ниво. Иако се трудиме преку дружби, преку организирање на различни вакви настани во кои што се зборува за правата на новинарите, се уште мислам дека повеќето од новинарите се делиме дали по вид на моделот во телевизијата или техничките аспекти да, на телевизија пишеме. Зашто работиме, за каков вид на медиум работиме или пак од кој дел од државата известуваме, дали дописниците, дали тие што сме скопски новинари, или има и етнички делби, морам да го кажам и ова, значи некои си природни делби ги правиме кои што со години веќе на навика ни дошле и има многу делби кои што мислам дека треба полека да ги тргнеме, за ако ние самите меѓу себе не се држиме, сигурно нема некој друг да ни ги чува нашите права ако ние самите не сме првин автори, борачи за тоа. И кажавте неколку примери за национални медиуми кои што би кажала дека досега не сум видела медиум да се казни за нешто лошо сработено. За жал има новинари кои што се казнети, еве не знам дали за
зависи од текст кој што прекршал, дали не отишол до крај со новинарските кодекси и правила. Не сум видела медиум да биде казнен за тоа, иако за сериозни работи зборуваме. Посебно во време, во период кога веќе немаме толку многу етнички проблеми, да кажам, или периоди кога имавме со само еден прилог, можеби во некој медиум, кога ќе излегува луѓето на улица поради етничка нетрпеливост и слично, така да мислам дека не е период да се прокламираат такви некои идеи, а се гледа дека се трудат неколку одредени медиуми пак да го вратат тоа време во кое што имаше етничка нетрпеливост меѓу граѓаните. Така да мислам дека ние самите треба да си бидеме пример, првин како новинари, па после тоа да го наметнеме кај нашите работодавци, кај нашите телевизии, зашто јас претежно во телевизија сум работела, така да природно ми доаѓа да ги наметнам телевизиите како али не мора да значи, во сите видови на медиуми мислам дека треба ние самите новинарите да бидеме пример, за да потоа тоа се рефлектира кај нашите работодавачи кои што исто така мора да ги почитуваат новинарските правила. Павле сакаше нешто да додаде, па после ќе поминам во една. Да, пред да преминеме на ново прашање за тоа, и отвори интересна дилема која на почетокот зачнав. Зошто толку малку партиципираме во нашите здруженија? Знаете зошто? Една синтагма често ја користам. Кога влегуваш во своето возило, секогаш не помислуваш дека тебе може нешто лошо да се случи. Секогаш мислиш дека тоа е некоја вест од порталите. На крај, знаете што покажала статистиката? Дека 99% од сообраќајните незгоди се случуваат до 1 километар од домот. Кога веќе си зарелаксиран, опуштен, стасав. Така е, кога ние ќе влеземе во комфорт зоната по неколку години, јас го споредувам со тоа бројот на години колку работиме во одреден медиум. Влегуваме во комфорт зона кога мислиме дека не може да ни се случи ништо лошо. Тогаш ни се случува најлошото. Во зенитот се случи за нама од вашите кариери, така? Кога најмалку очекувавте дека нешто такво може да се случи. Во таков комфорт уживаме и ние како медиуми. Еве јас тргам од себе, секој тргам од себе. Предолго сме во една комфортна зона каде што се е супер, навидум барем. И ни се случуваат лошите работи. Јас не сакам повеќе ние да се здружуваме затоа што некој имал потреба, затоа што загубил работно место. Ние треба сме здружени за да превенираме да не ни се случуваат такви работи. Ние треба сме здружени за да разговараме зашто во етичкиот кодекс има 17, а не 19, не сме додали уште два аспекта кои сме ги пропуштили. Медиумите меѓу себе, одредени медиуми се здружуваат за нивни. Ама за нивните интереси се здружуваат. Да. А зашто ние не се здружуваме за нашите интереси? Да. Еве, затоа велам, ние немаме потреба. Зарем во Шведска се здружуваат затоа што некој останал без работа, никој не останал таму без работа, барем не кршејќи го законот. Не, таму се здружуваат за да можат да произлезат подобри идеи, подобри решенија, да променат некој закон или да додадат некој аспект кој го носи новото време на практицирање на медиумите. Ако може да преминеме во друга тема, ако нема Младен и Нора нешто да додаде на ова, ние кажуваме какви се статистиките во однос со безбедноста на новинарите моментално во нашата држава, но од друга страна нели во властите се фалеа со тоа дека местото нашата држава нели се повисоко и повисоко оди во ранг листата за демократија, слобода на говор и така натаму. Младен, ево ова би сакал коментар од сите вас тука. Колку може да кажеме дека имаме слобода на говор и демократија кога гласот на новинарите не се слуша? Од две аспекти сакам ова да го третираме. Значи, добро, оди новинар на настан, оди кај функционер, прашува и дава документ, доказ дека еве го криминал, злоупотребата на законот, на фондови, на пари, така натаму. И за тоа нема ништо конкретни мерки, нема разрешувања и така натаму. И во другиот аспект од кој што сакам ова, мислам дека е добро да го третираме, тоа дека кога кажуваме ало луѓе имаме напади кон новинари, имаме напади кон говорот кон слободен говор и така натаму. А за тоа нема ништо конкретно, не се превзема за да има казнивност и така натаму. Колку може да кажеме и како може да постигнеме да бидеме повисоко, кога тоа е само некој амбалажирано нешто, а не нешто конкретно. Тоа што Македонија е на 38-то место на листата на репортери без граници е едно Потемкиново село во кое што живее новинарството во Македонија и ние мора да најдеме начин да се избориме за
вистинска слобода. Вистинската слобода значи независност на новинарите, независност на уредниците, значи финансиска независност на уредниците, новинарите и медиумите од центрите на моќ, бизнис центрите на моќ и политичките центри на моќ. Кога тоа ќе успее оваа медиумска сцена да го изнедри, тогаш ќе кажеме дека да, ние имаме вистинска слобода на медиуми. Во спротивно, нашата слобода на медиуми во овој момент е да, повисока од она што беше порано, меѓутоа е многу лесно кршлива. Преку ноќ може да ја снема, затоа што новинарите и медиумските работници се ставени во ситуација да се само цензурираат, се ставени во ситуација секојдневно додат по судови, да ги влечкаат по судови, да ги малтретираат психички, физички, емоционално, финансиски, да ги исцрпуваат, се со цел дел од таа слобода, така наречена, да им биде ускратена. Ние не смееме да се откажеме сите неправди кон новинарите да ги исправиме. 27 април уште се влечка по судови низ Македонија, ќе заврши во Страсбур. Прислушувањето во кое што стотици, десетици, стотици новинари беа прислушувани, падна на суд. Зошто? Затоа што ќе речат нема правна држава. Нема правна држава, меѓутоа тоа немање на правна држава најмногу се одразува во работата на новинарите и во однос на правото на граѓаните да бидат информирани. Затоа што новинар без алатки за работа не може верно да служи на јавноста и да ја информира за се со она што треба да таа биде информирана. Еве последниве случаи на неказнивост на многу високи и јаки политичари, случајот со прислушкувањето ќе ни даде само една обична порака дека не треба да се трудиме више. Зошто да се трудиме правда, да однесеме некого до суд кога нема да се казни? Токму тоа го велам и заради тоа не треба да се откажеме ние од нашата битка да ги расчистиме сите тие големи случаи во кои што масовно беа кршени правата на новинарите. А зошто тоа го велиме? Токму заради она што преска го спомена ти. Мораме да покажеме дека сме различни од другиот дел на општеството. Да. Значи, новинарите мора да бидат обединети, мора да бидат различни, без разлика на вера, националност или било каква друга припадност. Бидејќи нашата партија е новинарството. И ние мораме новинарството да го кренеме на пиедестал кој што заслужува да биде. Ми се допаѓа како говорите и двајцата, и Ферикан и Младен. Само со една анегдота би го надополнил се во контекстот во кој зборуваме. Бидејќи зборуваме за институциите, некои треба да се грижат и да ги заштитат нашите пропишаните правила на игра. Во безмалку овие 2-3 години во безмалку сите медиуми, дури кај во националниот, вклучувајќи го националниот сервис, е повикана и дојде трудовиот инспекторат. Знаете што констатираше? Ништо, се е во ред. Би се зачудила кога би констатирала. Да, не сакам да одам поименично каде се е влезен од трудовиот инспекторат и се е во ред, не се најдени прекршување на законот за работни односи. Така што, она што не го постојано ни го адресира како порака Европската унија. Да, вие ги имате на хартија сите прописи, правила и законски измени, имате се. Ние немаме примена. Воопшто немаме никаква примена. И да имаме некаква примена, немаме контрола на тоа што е применето. Затоа што нели едно е да кажеме декларативно дека се почитуваат одредени права, но некој треба да провери, за тоа се знае точно, се има во глава на крајот од секој закон се има кој се грижи за проверка на тие состојби. И ние доаѓаме до состојби дека се е во ред. И оставаме таква слика и благодарејќи на тие нереални слики, ние имаме вакви извешти од 38 место дека сме били на Како постигнува да ги продава, да ги амбалажираат толку добро работи? Многу добро, затоа што кога сакаш нешто такво да лажираш, го земаш најдобриот во оделение финансово, го земаш најдобриот правник и сето тоа многу добро се штелува. Јас не би сакал да додадам примери за да не им дадам дополнителна идеја како се штелуваат, како се подесуваат нашите работни часови.
Нели, имаме загарантирани 40 часа работна недела, 40 и пол часа, пола час е дополнително работно време кое треба да се плати. Никогаш не се 40. Никогаш, нам не ги витлива материја. Баш како тоа за викенд, за празник, за Топло. тоа што не се Цело време се одвива таму менаџментот со од друга работните од друга страна имаме уште еден феномен кој што можеби е добро да го разговараме малку. Имаме медиуми нели кои што или уствари владата како го амбалажираме во една реченица тоа окей, супер, имаме здружени медиуми одредени, имаме вакви проблеми на новинарите, имаме вакво ниво на демократијата и слобода на говор, а од друга страна имаме медиуми кои што нели и владата ги поддржува и постигнуваат договори за да добиваат пари од владата. Колку тоа е демократски, колку тоа влијае во подобрувањето на медиумите и на новинарството и што треба се направи со тоа пракса. Ништо не е демократски и не е нелегално да се побара по одреден основ, нели? Буџетот е за сите. Меѓутоа, кога од друга страна прашуваме како тие пари ќе се наменат, нели? Еве во случај да би ги добиле тие средства од медиумите како што е по примерот на печтините, во иднина како што бараат радиодифузерите, националните приватни телевизии, регионалните, локалните, и во иднина како што наговестуваат дека ќе бараат и онлайн здружените медиуми, и то не е нелегално. Меѓутоа кога ние како здружение ги прашуваме зашто ќе ги намените тие пари, еве не најпластично, да бидеме најпластично затоа што и нашата публика нели е широка после сето ова. Младен вика, ајде да правиме содржина. Јас викам, ајде да ги зголемиме платите. А вие не може да кажувате како се трошат парите. А ги барате нашите пари. Нели на сите граѓани на Република. Толку најпластично. Не е проблем ние да се договориме, нели, да се договориме. Меѓутоа треба да се договориме да има широка полза. Секоја структура во оваа индустрија да има полза од парите на граѓаните, зашто зборуваме за парите на граѓаните. Они сакаат финансиски модел одржлив за нив, медиумот да постои, ние да сме овде доле на пирамидата, најдоле буквално на како се граделе пирамидите, ние да бидеме доле, робовите буквално, стандардите да кружат некаде во средина недефинирано, условите за уредувачката политика никому да не му биде јасна, меѓутоа они да имаат менеджментот да функционира и понатаму и они да имаат одржлив концепт. На крајот од денот не ни треба такви медиуми, одговор на отворено. Младен, за ова прашање и Нора, што мисли да додаде, па што мислам дека сме при крај, брзо ни поминува времето, 5 новинари зборуваме тука, еден час не е малку. Да почнеме да зборуваме од аспект на новинарскиот дел, имаме доста случаи сите. Ја мислам дека сме со години тука и мислам дека веќе почнаа да се прошират темите. Ја можем да зборувам за етичкиот дел. Така, да. Затоа и сум тука. Ја мислам да се враќам на неказнивоста. Тоа спринтано на редакциите, стои таму некаде на огласната табла. Таму. Тоа беше етичкиот кодекс. Да. И да треба да се поддржуваме кон тоа. Морате истражување. Ние мораме да се соочуваме. Те замолувам, преколнувам истражување. Нека оди вака истражувачкото прашање. Набројте 2 члена од етичкиот кодекс. Да, го зборуваме тоа, секојдневно го зборуваме тоа. Ја мислам дека треба и тоа за да се отвори нова тема за обуки за младите новинари за тоа. Затоа реков дека овие се повеќе теми и треба малку да се фокусираме на ова колку придонесува казнивоста или неказнивоста кон нашата професија. Така да ја мислам дека да почнеме, рече Павле за тоа дека сакаме да постигнеме да имаме 0 случаи во врска со тоа, но треба да ги охрабруваме сите новинари да ги да поднесат жалби за тоа што им се случува, за тоа што ова не се случува само во Македонија. Значи ова се случува у глобално ниво и има доста реакции за неказнивоста во многу развиени земји, а можеме да замислиме у каква состојба сме ние со овој систем, каде што имаме доста критики од Европска унија, од сите страни за тоа како ни функционира судството и сето тоа. Имаме закони, имаме регулативи, но тоа треба да постапат институциите, да реагираат на некако да ги поттикнеме нив владата да биде активна, транспарентна,
Ние да реагираме у тој дел, за да може они да реагират за ваквите случаи. Иначе, ние вака ќе зборуваме секој ден, но не можеме тоа да го постигнеме. Ама од друга страна сепак треба да реагираме. Сепак треба да се кажува да сликата е различна, има позитивни моменти, но треба многу да се работи, како што рече и Ферикан, треба заедно тоа да го направиме. Сите новинари што мислат дека работат професионално и етичко и треба некако да се споиме со заеднички мисии и проекти за да може да постигнеме нешто. Да. Најважно е да се зголеми квалитетот во новинарството, квалитетот во медиумите. Тоа е она за што ние зборуваме. Ние велиме, многу било силно ЗНМ, многу бил силен синдикатот, Советот за етика работел. Што ќе ни се тие институции? Тие не ни требаат ако имаме силно новинарство. Значи, колку што се посилни овие институции, толку новинарството е послабо. Тоа е катастрофа. Ние мораме да го вратиме новинарството во редакциите, а ние ќе бидеме сервис понатаму како организации за новинарите. Меѓутоа, предводници на тоа ново новинарство, на квалитетот во новинарството, мора да бидат редакциите, и новинарите, и снимателите, и медиумските работници. Токму затоа велиме, немаме квалитет, дајте да го вратиме квалитетот, дајте тие буџетски пари да ги искористиме за квалитет, за да се зголеми продукцијата, да се зголеми диверзитетот на програмата, медиумскиот плурализам. Значи, живееме во општество со разноликости. Тоа мораме да го пресликаме во нашите медиуми, а не да се закупуваме во нашите ровови. Тоа е нашата цел. После тоа нема да ни треба ни ЗНМ, ни ССНМ, кога ќе успееме да направиме силни редакции со доволно пари, за да можат и платите да бидат достоинствени и медиумските работници да шетаат со високо крената глава. Колку одговара квалитетот на самата власт, без разлика сега имаме една власт, утре ќе имаме друга, без разлика кој ќе биде на власт. Колку е користен квалитетот и за властите, но и за самите медиуми? Во овој случај, бидејќи не гледаме да се инвестира во квалитет. Луѓе, не заборавајте, ние сме категорија која ужива најголемата, ние сме гранка која ужива најголемата доверба во општеството на анкетите. Ако ги земиме останатите параметри, нели? Иако таа не е висока, да. Не е висока, не е на задоволително ниво, но во однос на извршната како четврта власт, ако нели одиме по таа инстанца, судската, извршната власт, председателот, полицијата и сите натаму органи понатака државни управата. Подобри од полошите. Да, ние сме најдобри меѓу полошите. И за да како што вели Младен, за да можеме тој процент да го издигнеме и да го вратиме на задоволително ниво, од кој ние самите ќе бидеме задоволни. А така ќе бидат задоволни нашите аудиториум. А така најзадоволни ќе бидат властите. Бидејќи ако ние укажуваме и ги ловиме грешките на властите, тие по дефолт би требало да се подобруваат и да имаат подобро управување и граѓаните повеќе да им веруваат. Меѓутоа кај нас све се сваќа обратно. Ако ја критикуваш владата, политичката партија, опозицијата, било кого, тој не е наш, тој е нивни. Мислам, какви глупости. Јас би сакала во овој предизборен период, бидејќи знаеме колку месеци пред изборите веќе почнува кампањата, неформалната. Би сакала први ние самите меѓу себе да се здружиме и да си ја вратиме почита, као прво од граѓаните, па потоа ќе ја добиеме и од политичарите. Ако веќе ја добиеме од граѓаните, тоа природно ќе оди и од политичарите и да не дозволиме веќе во такви јавни настапи случувања во кои што политичарите си дозволуваат да омаловажат некој новинар само зашто поставил тешко прашање. Значи да се врати тој стандардот дека новинарот е главниот во пресконференцијата, а политичарот е таму само за да одговори. Да не биде other way around, затоа што политичарите не би требало после ова да го префрлат во некој вид на дека ние сме лошите во приказната, бидејќи сме гледале многу случаи, особено во предизборните периоди, кога еден јак политичар, да го наречам во наводници, кој што има влијание кај неговиот електорат, ќе навреди некој новинар со име и презиме или неговиот медиум и потоа симпатизерите на таа партија на валица ќе му пишуваат на социјалните мрежи, ќе му се заканат, така да мислам дека ова треба да го превенираме по секој случај. И кога ќе наставиме критично за конкретен случај, ми очекуваш дека нешто ќе се подобри, ќе презема позитивен. Неколку пати му се случило тоа, сигурно.
тие продолжуваат да го повторуваат тоа и праќаат порака дека ништо не ни можете или никој ништо не ни може. Со неказливност ја отвори дебатата. И, и овој тренд мораме уште само овој тренд да го потенцираме. Се зголемуваат оние тужби, слеп тужбите, така наречените слеп тужби, стратешките тужби, за како се точната дефиниција, не знам. Мораме за граѓаните да објасниме добро што значи тоа. Да, како изгледа во процес тоа? Тоа значи процес во кој што новинарите се тужени бескрајно само за да бидат малтретирани на суд, за да бидат демотивирани понатаму во своите истражувања. Енергијата и времето да го насочат на својата работа, они треба да го трошат на планирање за рочиште идно. И тоа најчесто се случува кај оние истражувачки новинари кои што се обидуваат да откријат и повисок степен на корупција, на инволвирани моќници во нелегални активности и тие се најчесто мета на ваквиот тип на тужби. Трендот е зголемен. Да не се бара од штета. Зголемен е и во Европа, меѓутоа кај нас мислам дека расте со рапидно темпо на начин на кој што се зголемуваат и истражувачките стории. Колку што растат истражувачките стории, толку повеќе се зголемуваат овој вид на тужби кои во основа немаат врска со суштината на сторијата, но имаат врска со обидот новинарите да бидат замолкнати. Таква цензура ние не смееме да дозволиме. И на крај наместо судовите, обвинителството, надлежните институции да се занимаваат со таа откриена корупција, злоупотреба и така натаму, ќе се занимаваат со рочишта со функционерот, компанијата и така натаму и новинарот. Тоа значи енергијата и на судството и на новинарите се става во друга, да се потроши во други контексти, во други работи. Бидејќи мислам дека сме при крај, би сакал сите да давате ваш последен коментар за тоа што мислите дека е најважно да се каже, бидејќи и се надевам дека ова нема да биде и последен наш разговор и за многу други теми. Ајде, имам мислата, сакав и да земам збор. Добро што дојдовме до крајот и во овој распоред. Сакам да им порачам нешто на собствениците, на медиумите, на оние кои поседуваат медиуми, оние кои отвараат медиуми. Дај ново дете заврши, нема веќе нови деца. Бројките го говорат тоа. Ние можеме од лично искуство да го потврдиме тоа. Скринингот на организациите наши го потврдува тоа. Ние немаме нови деца да ги употребиме и потоа фрлиме. Ние немаме новинари затоа што само 6 мина се запиша овој септември на факултетот, Државниот факултет за новинарство, така што ова нека биде порака, се надевам ќе бидеме слушнати, пренесени и ова ќе се дека ако сакаат да поседуваат медиуми, ќе мораат да ги почитуваат пропишаните правила, ќе мораат да ни дадат загарантирани плати кои ги заслужуваме наспроти нашиот вложен труд, некогаш и повеќе, затоа што ќе не можат да не заменат. Нас повеќе нема кој да не замени. Ние сме раритетна категорија на пазарот на трудот во Република Македонија. Ова не треба да звучи гордо, ова е поразително, но за волја на вистината моравме еднаш да се рестартираме, да почнеме од поново, да сватат дека ако не вложуваат тие нели паралелно со развојот на сите, на се она што го зборувавме денеска, нели ние да дадеме придонес кон подобрување на квалитетот на нашата професија, така што сето тоа мора да има висока цена која мора да се плати и така ќе ги стимулираме понатака идни генерации да партиципираат во оваа. За жал ова е многу реално. Не сакав да го испуштиме. Многу реално бидејќи добро спомна бројка дека во еден од факултетите или универзитетите имаше само 6, но ако ги прашуваме сите тие 6 кои сакаат утре да работат новинар, мислам дека до еден ќе дојдеме. И ако имаме 10 универзитети, по еден човек што ќе заврши новинар и ќе сака да работи како новинар, замислете во какво ниво ќе дојдеме. Жално е што знам многу колешки, новинари и новинарки, кои што се решиле да отидат во некоја странска земја да работат нешто споредно, тоа што го студирале, значи толку се разочарале од новинарството и да ми дојде некој млад да ме праша за совет, дали да се впушти во новинарството, да морам да кажам дека не би препорачала. Значи, тоа е дното во кое што сме дошле и мислам дека никогаш не верував дека можеби во толку краток период колку сум во новинарството, 10 години, би можела тоа да го кажам, а било нешто што за што сум живеала, буквално за што сум сонувала од мала. За жал, многу фактори влијаеле на ова низ годините, но мислам дека
може би имаме се уште време нешто да поправиме. Веќе спомна Павле тој повикот до работодавците, мислам дека треба да биде да помогнат толку што можат и сакаат во однос и на безбедносната состојба за која што говориме главно денеска и на економската исплатливост да се биде новинар во денешно време, но и да стојат позади новинарите кога они се дел од некоја закана, кога не се безбедни на терен. Значи трите елементи мислам дека највише што може да ни помогнат се работодавците. No. Бидејќи поголемиот дел од нас работиме во медиуми за поголеми моќници, собственици кои што можат тоа да го направат доколку сакаат, но имајќи ја предвид политичката позадина која што ја имаат повеќето од медиумите, за нажалост, мислам дека тоа тешко ќе оди, но мислам дека добро е да се останува. Сепак ние не треба да се откажеме и мислам дека овие три фактори се детерминанта за тоа каде треба да оди новинарството. Ако повеќе се здружуваат и прават планови и стратегии како нас да не заштитат, ќе треба да се свесни дека за себе ќе бидат уште повеќе заштитени, барем газдите или собствениците на сите медиуми. Младен Нора за крај, после ќе одиме на крај со Младен. Ја мислам дека властите и центрите на моќ треба да знаат дека одбраната на новинарството е застанување на одбраната на демократијата. Значи, слободата на изразување треба да биде како што треба у такво ниво за да може да постигнеме тоа што сакаме ние како целина, значи како општество и за ова земја. Ако сакаме да придонесуваме, зашто сите живееме тука и сите заедно треба да го направиме тоа. Младен? Не треба да бидеме песимистички на крајот, навистина треба да бидеме оптимисти, затоа што можда е тоа моја лична перцепција, меѓутоа последниве години, 2-3, да речам, покажува дека новинарството полека излегува од онаа децениска агонија во која што беше. Но треба да го потурнеме пред се како новинари. Рековме, немаме многу млади новинари, навистина немаме. Во ЗНМ се регистрирани 108 на листата, но тоа е добар почеток. Тие млади новинари треба да ги охрабриме, да го држат огнот на новинарството запален, бидејќи никако поинаку нема да можеме да излеземе од оваа ситуација ако ние самите меѓу себе не се храбриме, не ја подигнеме солидарноста на повисоко ниво и се разбира се надпреваруваме не во однос на тоа од каде доаѓаме, туку се надпреваруваме во однос на идеите, квалитетот и во однос на ексклузивноста на информацијата. Кога ќе постигнеме степен на однесување да јас не му кревам телефон на Павле затоа што имам ексклузивна информација за да не ми ја открие, тогаш сме добри. Меѓутоа, се уште живееме во оној остаток децениски кој што ги влечеме трагите на лошото новинарство, но да не дозволиме ова што го постигнавме последниве 3-4 години, тоа е многу, да не дозволиме да го изгубиме, бидејќи слободата тешко се стекнува, мачно, но лесно се губи и затоа нашата битка мора да остане силна. Јас ви благодарам на сите, можеби малку и повеќе зборувавме од тоа што беше планирано, мислам во 100 евра некои пари да закупиме уште еден сат. Па не знам, зависи тоа од праши од кај ти се парите, не студио. Па види, треба да имам докази за тоа први, па после да те прашам. Јас ви благодарам на сите. Јас ви благодарам на сите. Се надевам дека ќе бидеме пак на иста маса да зборуваме за други проблеми и стварно да најдеме и решение за тие проблеми. Или да се гледаме на улица. На улица тоа сакаме, не сакаме, ние ќе се гледаме. А би сакал да дадам кратка порака дека да, ако сакаме слобода на говор, не треба само да ги украсиме добро зборовите и да најдеме начини како тоа да изгледа подобро, туку стварно да работиме за тоа и ако сакаме безбедна држава, ако сакаме вистински чекори кон таму кај што сакаме да одиме како држава, Европска унија и така натаму, треба да имаме безбедни новинари, безбедни медиумски работници и безбедни граѓани кои што стварно тоа што го мислат и го знаат да го кажат слободно, а не аранжирано од силите на моќта и така натаму. Ви благодарам и ти благодариме домакини. Благодариме.